Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Еве ги насловите. Православниот свет го одбележува Велики петок, ден на страдањата и умирањето на Исус на крстот. Раста цените предпразнично за Великден. Нов потврд за восхит на светот. Ракометарите на Вардар утре играат против Киелце за историска победа. Ова се само дел од содржините на кој нашата екипа вредно работеше. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, почитувани гледачи. Православните христијани денеска го одбележуваат Велики петок, ден на страдањата и умирањето на Исус на крстот. Овој ден се смета за најтежок празник во годината. Тогаш не се работи, дури и не се готви храна. Прилог на Маја Денчевска. Велики петок или уште нарекуван Распети петок е ден за духовно прочистување, но овој ден е расапнат Исус Христос и поради тоа се смета за најтежок празник во годината. На Велики петок не се работи и се сочувствува со Божиот син. Многумина практикуваат строг пост. Тој ден во црквата луѓето се честат со леп, пипер и сол. Некои луѓе јадат стојки, а други ништо не јадат, цел ден сочувствувајќи со расапнатиот Исус. Верниците на тој ден не слушаат музика, не се предаваат на останати радосни содржини, не се веселат, бидејќи Велики петок е најтажен христијански празник. На Велики петок во црквите се поставува специјално украсена маса која го символизира гробот на Исус. На неа се изнесува плаштаницата, покривка на која е представен ликот на нашиот Спасител како лежи во гробот. На овој ден верниците одат в црква со цвеќе и црвено јајце, кои ги оставаат на гробот, ја бакнуваат плаштаницата, а потоа се наведнуваат и поминуваат под неа, молејќи се за здравје, мир и благосостојба. Поминувањето под плаштаницата е символизира смртта и воскреснувањето на Христос. Се смета дека оној кој минува под неа влегува како грешник, а излегува како нов човек, прочистен од старите гревови. Поради тоа што Христовата личност е божествена, единствен меѓу луѓето што немаше никаков грев, бил изведен на суд, а прашањето дали Господ Исус Христос е син Божји или е обичен човек се поставува постојано, уште од тогаш па до денес. Велики петок е денот на Христовите страдања. Тие започнуваат уште ноќта во Гетисманија. Затоа гетисманските настани ги бројуваме во Велики петок. Од собата на тајната вечера до Гетисманија Христос продолжил со прошталната беседа и ги поучувал апостолите. Господ Исус Христос вообичаено се молел насамо, давајќи ни пример и нам за индивидуалната лична молитва. Спасението на човековиот род не би било извршено без неговата молитва, во која кулминирале неговите страдања за нас и место нас, страдања предизвикани од нашите гревови и претрпени заради нашите гревови, за гревовите на сите луѓе од сите времиња, ако и он како богочовек доброволно ги примил врз себе. Христовото тагување и страдање во Гетисманија е израз на човековата природа на богочовекот. Неизмерни биле Христовите страдања, бидејќи неизмерна била и грешноста на луѓето, која он ја зел врз себе и му предизвикала големи болки. Јуда излегол од тајната вечера, се откажал од Христа и од апостолството и отишол да го предаде својот учител. Штом дознал каде ќе ја поминат ноќта, веднаш заминал за да им каже на оние што сакале да го фатат Исуса. Јуда со себе повел и многу народ со мечеви и стапови, спратени од првосвештениците и книжниците. Значи со него било вооружена чета од така наречена полиција на храмот. Договорено била жртвата да им ја покаже со целив и со поздрав на својот учител, велејќи му: радувај се, рави. Исплашани од случајот во Гетисманија, избунети затоа што Господ Исус Христос не дал отпор, светите апостоли се разбегале, бил одведен на испрашување, првин кај првосвештеникот Ана, а потоа бил изведен на суд пред Синедрионот кај Кајафа. Прашањето дали Господ Исус Христос е син Божји или обичен човек се поставува постојано, уште од тогаш па до денес, од судницата на Синедрионот па до ден денешен. Сепак, овде е најважно дека Господ Исус Христос искажал само сведоштво за себе си и рекол дека е син Божји, Месија и Спасител на светот. Он знаел дека тие нема да му поверуваат на неговите зборови и нема да прифатат
дека он е Христос, Синот Божји, но сакал предсмртно свесен за сите последици, јасно за сите луѓе да каже кој е. Синедрионот ја донел пресудата. Исус од Назарет заслужува смртна казна заради хулење. Кога синедрионците го судиле Христа на смрт, иако според судската практика и правило требало таа пресуда да биде уште еднаш потврдена, тие веднаш им дозволиле на нивните слуги да се однесуваат кон него како кон осуденик на смрт и да го удираат. Првосвештениците пронашле, подкупиле повеќе лажни сведоци, кои како Јуда за пари го помагале злото, но се забележувало дека лажните сведоци биле доведувани од повеќемина и дека зборувале различно и си противречеле еден на друг. Покрај својот директен одговор со зборовите "Јас сум Господ Исус Христос", додава до објаснување и вели: "Ке го видите Синот човечки како седи од десната страна на силата и како иде на облаците небески." Со овие зборови сакал на синедрионците да им рече: "Вие сега мене ме судите неправедно, но јас сум оној што ќе ви суди вам праведно, вам и на сиот човечки род." Црквата проповеда Великден да биде празник за радоста во семејството, затоа што великденската атмосфера се празнува во храмовите и домовите. Ако сакате да одите на гробишта и да им одадете почит и помен на мртвите, тоа направете го по завршувањето на неделата по празникот. Да не ги навредиме чувствата на граѓаните, секако дека тоа што го прават, односно што веднаш после Великден одат на гробишта да ги посетат гробовите на своите покоени, сепак тие биле дел од нивниот живот, не сакајќи прават грешка. Нема да кажам грев, меѓутоа црквата пропишала Великден да биде празник за семејството, за радоста во семејството. Не сакам да звучам морбидно и да кажам дека ќе си навлечат зло на семејството, меѓутоа сепак таа атмосфера великденска се празнува во храмовите и во домовите. Дури откако ќе помине неделата, тогаш започнуваат да се прават помени, парастоси, 40 дена, пола година. Значи, одење на гробишта без молитва, буквално е како пикник. Зашто тамо мртвите нема да јадат, сигурно. Пак тие што си го донеле, ќе си го изедат. Храната, јадењето е благословено дома, ако си го јадете. Значи, им советувам на луѓето да не грешат, да не се осврнуваат кон баби, кон, не знам, баба ми и мајка ми правела така. Тие се стари 50 до 100 години. Јас искуството го кажувам старо преку 1000 и кусур години. Значи, после Великден, дома и во црква, не се оди на гробишта. Расте потрошувачката непосредно пред Великден. Понудата на зелениот пазар е двојно поголема во однос на редовните денови. Цените се благо зголемени, велат продавачите. Граѓаните и покрај негодувањата за зголемените цени купуваат за великденската трпеза. Најмногу се троши месо и месни продукти, јајца, овошје и зеленчук. Маркетите се преполни. Огромна понуда на зелениот пазар на зеленчук и овошје. Цените традиционално предпразнично повисоки за 25 па и до 50% на одредени производи во однос на претходната недела. Продавачите објаснуваат, расте набавната цена на производите пред празникот. Ако до пред една недела марулата се продаваше за 15, сега се продава за 30 па и 35 денари. Најголемо зголемување на цените има токму кај зеленчукот, лукот, кромидот, крставицата, кои се зголемени за околу 50%. Труканицата вообичаена пред празникот, продавачите делумно задоволни од направениот промет предпразнично. Потрошувачката спрема цените слабо, потрошњата е слаба. Понудата е богата, има секако асортиман како што гледате, набавните скапи. Тешко се доаѓа, тешко се набавува роба. Зголемени су пуно, ама потрошно има најнормално, значи троши се роба. Колку е значи салата, зелче, краставица, значи потрошно е добро, не е лошо. Сак што е значи празник наш Великден, значи народ купува, значи не жали. Зелка е млада 70, стара 50 денара, марула 30 денара, патиџан беше 90, сега 120. Зелка нон-стоп беше 50 денара, ојма се зелено, нема доволно тоа. И вчера и денеска, супер. Не е наше производство од Македонија. Исти се цени. Раздвиженост, вчера и денеска, инаку слабо е. Сега за покрај празник купуваат луѓето, а понапред помалку, послабо. Качена, да. Парадајс 120, пиперка 20 дена комат, блага ти е 200 дена кило, зелка 50.
Купувачите од друга страна велат дека изборот на вистина е голем и разновиден, дека понудата е исклучително квалитетна, без разлика дали станува збор за македонски или увезени зеленчуци. Велат дека како и секоја година и годинава очекувале да се зголемат цените на земјоделските производи пред Великден, но не во оволкав обем. Колку толку, па до негде се зимали, помалце ќе биде, нормално е да е. Све е поскопо, мисли цените и на јагнешко и на свинско се покачени. Скапи се производите, каква ќе биде трпеза? Нормално. Ни се намалени, ни се качени. Што да ти кажу, ова е се многу качена цена. Не ви се допаѓаат цените? Јок, 70 денара зелје. Па шок со цените, али ќе биде богато трпезата. Од се па нешто. Скапи ви се цените пред Великден? Па скапи се. Во маркетите врие како во кошница, се пазари на големо, од јајца и месо до сладки и великденски украси. Трговците велат дека најмногу се трошеле токму производите наменети за великденската трпеза. Задоволни се од предпразничната треска. Најмногу купуваат јајца, совомеснато, боите за јајца, зеленчук, овошје. Па највеќе се пазари свинскиот бут се потроши, кременадлата, и имаме исто така и стек, ребра. Слаба работа некако. Пари нема. Па средно. Саку годину, како што си е адет, мора да има оно најосновно. Само јајца, радост на куќа. Ништо посебно не го збогатува? Посебно, зашто не дозволува посебно да пазариме. Без разлика на цените, граѓаните купуваат согласно своите можности, но ниту еден не се остава со празна великденска трпаза. Во духот на христијанството да си подадеме хумана рака и да им пружиме помош на немотните и сиромашните. За тоа говори примерот на Виктор Михајловски, кој заедно со неговата болна мајка, благодарение на хуманите луѓе од Крепост, по 3 години поминати во мрак, Великден ќе го дочека со електрична енергија. Тие собраа средства и помогнаа на Михајловски да добијат струја, донираа великденски пакет со храна, а Виктор наскоро ќе тргне и на работа во една кумановска фирма. Христијанството не учи да си помагаме едни на други, да подадеме рака на безпомошните, болните и сиромашните, но и да бидеме христијани на дела, не само на зборови. Ова е мисијата на Кумановското здружение Крепост, кое собра средства и му помогна на Виктор Михајловски, неговата болна мајка, после 3 години поминати во мрак на свеќа за празниците да запалат светилка. Откако им изгорела куќата без струја во мала трошна соба со ниската пензија, едва и успевале да се прехранат. За помошта од овие хумани луѓе изјави дека повеќе од кога му била потребна подадена рака за излез од немаштијата. Многу ни се најде. Верувате, после 2,5 години седење на свеќа во целосен мрак. Тука за мене ова е многу голема помош и за мојата мајка. Се обидував сите овие години да најдам работа, да најдам прави луѓе да ми помогнат. Како што рече и Кристијан, како што рече и Дејан, еве како што можете да видите ги најдов. Од Крепост на ова семејство помогнаа и да добијат интернет и им донираа великденски пакет со храна и пијалоци. Додаваат дека успеале да остварат контакт со една кумановска фирма, така што Виктор после празниците ќе тргне на работа. Верувајте или не, сметам дека ние почнавме една убава хуманитарна акција која што го разбудува Куманово и неговото хумано срце. Ние постоиме само 5 месеци, меѓутоа имаме направено повеќе него некои луѓе што не направиле со години, така да сметам дека што поголем број, што поголеми донации, што поголеми насмевки ќе биде еден успех и за Куманово пред се. Од името на Крепост и од сите христијани, која е порока Христос воскресна. Нека ова биде пример за правење добри дела. Граѓаните да ја покажат својата солидарност и да донираат онолку колку што милуваат. Може би е малку, но малку е подобро од ништо. Има многу луѓе, семејства кои чекаат на било каква помош. Порачаа на крајото од Хуманото здружение Крепост. Традицијата во Крива Паланка продолжува. Православните христијани повторно ја прославуваат победата на животот над смртта. Како и минатите години, реки народ се слева кон Божиот храм Свети Димитри Великомаченик, како и кон манастирот Свети Јоаким Осоговски, каде што се одвиваат светите литургии и православните ритуали.
Македонските христијани од почетокот на последната недела пред Великден ги почнаат црковните, но и народни обичаи кои го карактеризираат овој период. Како и во минатото, православните верници од Крива Паланка од четвртокот масовно ги посетуваат градската црква Свети Димитри Великомаченик и манастирот Свети Јоаким Осоговски, во исчекување на радосната вест за воскреснувањето на Спасителот. Вообичаено најмасовно е во петокот, кога традиционално се одбележува споменот за Христовите страдања, се во ова пред кулминацијата во сабота на полноќ. Завршивме со читањето на царските часови и вечерната богослужба, а вечер во 23:30 часот започнуваме со самото воскресение Христово, кога икјајќи на началство неговото високо преосвештенство митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф. Велика сабота со почеток во 8 часот со бајле, света божествена литургија која ќе има причест. Во недела продолжуваме со почеток во 8 часот со бајле, голема паскална вечерна и втори и трет ден Великден, понеделник и вторник, имаме исто така света божествена литургија со почеток во 7 часот со бајле. Во градската црква Свети Великомаченик Димитри на Велики петок традиционално се поставува маса покриена со плаштеница, покривка на која е представен ликот на Спасителот како лежи во гробот. Верниците, молејќи се за здравје, мир, берекет и прошка, се наведнуваат и поминуваат под неа, а потоа ги бакнуваат светиот крст и плаштеницата. Нашите сограѓани велат дека на Велики петок водат строг пост без јејтин, не готват храна и не работат. Одат во црква на светите литургии, оставаат црвени јајца, носат цвеќе и се молат за здравје. И сето тоа како сочувство за големите Исусови маки. Секоја година обично луѓето се собират заедно, целото семејство, заедно да си го обележат. Трпезата е преполна со секакви јадења, поготово со великденски јајца, како Божиќот што го целото семејство слави, така и Великденот, и преубаво е. Стварно сме радосни. Овие денови се посветени на Бога. Бевме во црква. Обичај е да се протнеме под масата, под плаштеницата. Секоја година ли се протнувате со здравје? Па речи си од дете. Мојата традиција, јас сум од Кратово и таму мојата баба, уште мала која сум била во црква. Традицијата и овде во Паланка ја продолживме, така да и ова семејство кај што сум снаа, и они беа секојаш од црква. И јас сега, па сакам и моите деца да ја продолжат таа традиција. Со среќа, со душа го чекам меѓу најголемите празници Великден и Божик. Тие два празника мислим дека се најсвечени празници. Сите се убави, ама тие два се најубави. Цела сила се трудиме да го дочекаме весело и убаво. Се пости, се спремаме за тој долг пост што го одржуваат, а особено петок. Петокот е најголем празник за тоа. Дали секоја година одите во црква да се Обично одиме секоја година, се протнуваме. Велик петок, како Велик петок, секогаш бил онака еден празник кој го изразува постењето и страдањето на Исус Христос. Понатаму празниците за Великден е нешто друго, но сепак Велик петок одиме на црква, се протнуваме под плаштаницата на каде што е симнат Исус Христос од крстот, која символизира симнувањето. Великден е еден од најсилните и најемотивните денови во христијанскиот календар. Тој ни нуди уште една прилика да бидеме среќени што сме обкружени со луѓето кои ги сакаме, но и со нашите браќа и сестри по вера, и да веруваме дека по сите неволји нашиот дух може да воскресне, велат свештените лица. Српската заедница во Македонија оваа година на Велики петок одбележа 100 години од битката кај Удово, односно Валандовски масакар. Настанот се случил на 2 април 1915 година, ден кога бесмртните херои ги дале своите животи. Српската заедница во Македонија оваа година на Велики петок одбележа 100 години од битката кај Удово, односно Валандовски масакар. Настанот се случил на 2 април 1915 година, ден кога бесмртните херои ги дале своите животи.
Српска заедница во Македонија традиционално секоја година на Велики петак обележува еден навистина трагичен настан. Тоа станува збор за една битка во Валандовскиот крај, кој што меѓу историчарите и меѓу самото население после случката е наречен Валандовски поколј. Значи, тоа е случка од 1915 година во Прва светска војна на подрачје на местноста Удово, близко до Јосифово, у Валандовскиот регион. Учениците од Основното училиште Крсте Мисирков, заедно со својата професорка по историја, ги посети учениците од Светозар Марковиќ во општина Старо Нагоричане и одржа историски час. Професорката по историја ги запозна децата со текот на целата битка со конкретни историски податоци, како изградена спомен капела и костурница, која се посетува секоја година во чест на годишнините кои се даваат на битката. Удово е мало место покрај Валандово на една узвишица покрај самиот автопат, што ни нуди можност да ја посетиме самата капела. Според податоците собрани по овој предавнички напад во борбите на Велики петок, од 450 српски војници загинаа 261, а повредени се 87 војници. Министерството за здравство соопшти дека за време на празничниот викенд обезбедува континуирана здравствена заштита на граѓаните преку дежурства во здравствените домови и службите за итна медицинска помош, како и преку организирани дежурства од матичните лекари. Прилог на Александра Максимовска. Континуирана здравствена заштита на граѓаните преку дежурства во здравствените домови и службите за итна медицинска помош, како и преку организирани дежурства од матичните лекари е обезбедена за време на престојниот празник и продолжен викенд, соопшти Министерството за здравство. Инаку во сите општини во државава се обезбедува 24 часовна континуирана здравствена заштита за време на празникот и продолжениот викенд. Во здравствен дом Куманово дежурната служба, ноќна амбуланта, ќе работи од 8 до 24 часот, итната медицинска помош континуирано од 8 до 20 часот и од 20 до 8 часот, а домашна посета од 8 до 20 часот. Здравствен дом Крива Паланка организира 24 часовни дежурства во болничкиот одел на интерно и хирургија со специјалист од соодветната специјалност. Службата е организирана во 24 часовни дежурства, покрај дежурства и сменска работа, изготвени и распоред за подготвеност на уште еден дежурен тим. Исто така во сабота ќе работат по 8 часа лабораторијата и рентген одделението. Во останатите градови во државата ќе работат дежурни екипи согласно распоредот објавен на веб страницата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Проектот Наш специјалист од утре ќе започне во општините Крива Паланка и Виница. Термините во системот Мој термин се веќе отворени и матичните доктори може да ги упатуваат пациентите на специјалистички прегледи во Здравствен дом Виница и Здравствен дом Крива Паланка. Проектот на Министерството за здравство Наш специјалист продолжува во Здравствен дом Крива Паланка и Здравствен дом Виница. Почнувајќи од утре во Здравствен дом Крива Паланка со патен налог ќе се упатуваат доктори специјалисти од областа на невропсихијатрија и оториноларингологија кои ќе вршат амбулантски прегледи секоја сабота од 8 до 15:30 часот. Во Здравствен дом Виница почнувајќи од утре со патен налог ќе се упатуваат специјалист ортопед и специјалист по оториноларингологија. Термините во системот Мој термин се веќе отворени и матичните доктори може да ги упатуваат пациентите на специјалистички прегледи во Здравствен дом Виница и Крива Паланка. Податоците од Мој термин покажуваат дека во изминатиот период од Здравствен дом Крива Паланка имало вкупно 1361 упат за прегледи од областа на оториноларингологија и 1072 упати од областа на невропсихијатрија, за кои пациентите биле упатувани во најблиската општа болница или на скопските клиники. Имплементацијата на проектот почна на 4 април во Берово и Валандово, каде што веќе е покажан голем интерес за закажување специјалистички прегледи. Кумановската ликовна публика за прв пат ќе има можност да види некои од делата кои се создадени на Кичевската ликовна колонија, која се одржува со години наназад. Преку делата изработени во различни техники, автори од повеќе земји ги изразуваат своите импресии од Македонија или од земјите од кои доаѓаат. Прилог на Катерина Димитриевска-Арсеновска.
Во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово беше отворена изложба на дела изработени на 21-та интернационална кичевска ликовна колонија. Оваа реномирана ликовна колонија, чии дела првпат се представуваат пред кумановската публика, се реализираше во текот на месецот јули во 2014 година во Куќата на уметноста, која се наоѓа во местото Кнежино, оддалечено 6 километри од градот Кичево. На колонијата учествуваат 27 уметници од 15 држави, меѓу кои Украина, Русија, Малезија, Јужна Кореја, Судан, Хрватска, Србија и Македонија. Се работеше 2 недели. Покрај тие 2 недели интензивно работење и дружење, уметниците има можност да ги прошетаме и да ги запознаеме со во другите градови на Република Македонија, со убавините од Охрид, Струга, Битола, Скопје. Веќе гостите што доаѓаа од странство добија еден поинаков и убав печаток за нашата земја. На Кичевската колонија беа изработени 80 ликовни дела во повеќе техники и дисциплини. Во најголем дел слики во техниките масло и акрил на платно, дела во комбинирани техники, но и скулптури во метал. Овие дела, преку кои уметниците од различни земји на свој начин ги искажуваат импресиите од Македонија или од земјите од кои доаѓаат, и по изложбите го наоѓаат своето место на представување пред јавноста. Делата што се состануваат собственост на интернационалната кичевска колонија, тоест на АД Тајмиште. Многу дела имаме подадено во различни институции низ Македонија. Се разбира не како поклон, привремено да бидат. Изложени се во нашите објекти што ги поседуваме во Кичево, хотел Кичево, куќа на уметноста. Имаме една бројка веќе која надминува преку 1000 дела. Делата од 21-та интернационална кичевска ликовна колонија досега беа представени пред ликовната публика во Кичево, Скопје, Кавадарци и Велес, а по презентирањето во Куманово продолжува нивната промоција во Битола, Прилеп и Софија. Изложбата во Куманово ќе биде поставена до 23 април. Кина планира да изгради железнички тунел под Монт Еверест. САД и Куба ги затоплуваат односите. Големо торнадо пустошеше во северниот дел на Американската сојузна држава Илиноис. Во Мароко се случи трагедија во која загинаа и деца. Следуваат вестите од светот. Кина планира да изгради тунел под највисоката планина на светот, Монт Еверест, за да ја спои железницата со Непал. Планирано е железничката пруга, која треба да биде долга околу 540 километри, да се изгради до 2020 година. Според инженерот Ванг Менкшу, потребни се многу долги тунели, а поради тешкиот терен возовите би се движеле со брзина од 120 км на час. Со изградбата на оваа железница, Кина сака да го ослабне индиското влијание во Непал. Кина од порано е поврзана со железничката пруга поврзана со Тибет, а на барање на непалците сега таа пруга би требало да биде продолжена. САД и Куба, кои ги обновуваат односите по долги години непријателство и студена војна, постигнаа напредок во историските разговори меѓу двете земји. Тоа се први разговори на представници од овие две држави на министерско ниво од 1958 година. Станува збор за вчерашните разговори меѓу американскиот државен секретар Џон Кери и кубанскиот министер за надворешни работи Бруно Родригес, кои присуствуваат на дводневниот регионален самит кој се одржува во Панама. Претседателите на САД и Куба, Барак Обама и Раул Кастро, исто така присуствуваат на самитот. Големо торнадо уништи 50 на куќи во северниот дел на Американската сојузна држава Илиноис. 67-годишна американка загинала откако торнадото буквално ја однело низината куќа околу 120 километри од Чикаго. Причината е голема материјална штета, а најпогодени се делови од градовите Фердейл, Хилкрест и Рошел. Десетина се полесно повредени, откако спасувачи во последен момент евакуирале група граѓани од еден ресторан, кој бил срамнет со земја. Во судир на автобус и камион цистерна во Мароко загинало 31 лице, а меѓу нив имало деца спортисти, соопштиле локалните медиуми. 9 лица биле повредени во ужасниот судир, а автобусот целосно изгорел. Несреќата се случила во близина на градот Тантан на југот на Мароко во 6 часот наутро, кога автобусот во кој имало деца на возраст од 10 до 14 години се судил со камион цистерна. Децата се враќале во својот роден град Алијун, откако од 5 до 9 април во Рабат, Темера и Бенсилманија учествувале на национални училишни игри.
Кошаркарите на Куманово во добро расположение го пречекуваат Кожу во првиот официјален надпревар од суперлигашкото надпреварување. Екипата е подготвена утре да ги вложи сите сили против квалитетниот противник, за да ја оствари првата победа во овој сегмент од разигрувањето. Неколкудневната пауза кај кошаркарите на Куманово не оставила трага во нивната форма. Велат, работиме исто како да сме во првенствен ритам. Мандич, имавте неколкудневна пауза, дали тоа остави кај вас трага во екипата? Па видjet ćemo sutra, mi se spremamo za ovu utakmicu sa Kožom, spremali smo se i za Karpoš da je utakmica igrana, tako da na domaćem terenu moramo da dobijemo sve utakmice u Superligi da bi se nadali da budemo u 4. Што може да кажете еве за екипата на Кожов, веројатно не чекува тежак надпревар? Pa sigurno nas čeka težak nadprevar zato što ekipa Kožova je svakako dobra ekipa koja je dokazala tako što je igrala polufinale Balkanske lige, ali mislim da na našem terenu i jači protivnici od Kožova treba da padnu, tako da mislim da dobijemo sutra. Утрешниот напревар против Кожи во 19 часот во спортската сала е важен за добар старт во решавачката сесија во Суперлигата. Ова екипа на Куманово е составена добри поединци кои имаат сила да направат добар резултат во оваа сезона. Да се надеваме дека ќе ги оправдат очекувањата. Ракометарите на Вардар утре ќе го одиграат најважниот меч во сезоната. Во првиот четвртфинален надпревар, избраниците на Гонзалес го пречекуваат полскиот Киелце во спортскиот центар Јанес Андански. Екипата на Киелце ќе биде последната пречка на ракометарите на Вардар на патот до историскиот успех. Евентуалниот триумф во двомечот со пољаците воедно ќе значи пласман на Final Four и најголем успех во аналите на клубот. За таа цел, раководството на клубот и екипата се во целосна мобилизација во пресет на овој напревар. Ја сметам дека Вардар треба да ја бара шансата на првиот надпревар во Скопје, каде што не мислам дека не е битно дали ќе добие со 1 или со 5, битно е да го добие надпреварот. Очекувам да го добие надпреварот, бидејќи надпреварот ќе се решава во Килце во другиот дел, каде што мислам дека Вардар има шанси и да одигра, дури и да победи таму и така да се пласира на Final Four. Сметам дека во овој момент, бидејќи има два повредени играча на Килце кои нема да настапат во Скопје, не знам за Варјановач, Лиевски и уште еден, сметам дека Вардар ќе успее да го добие првиот надпревар, што е многу битно, а за вториот надпревар да се припреми и физички, и психички, и тактички, за да може да го носи Вардар во Final Four и да ни направи на сите една еуфорија во Македонија. На ракометарите на Вардар ќе ја посакаме пред се добра игра и со подршка од трибините веруваме дека можат до неголемиот успех. Од денешната понуда од меѓународната сцена издвоивме. Во кошаркарската Евролига вечерва со одигрувањето на преостанатите мечеви од групата Е и Ф ќе се комплетираат двојките за четвртфиналната нокаут фаза. Случајот на нашиот кошаркар Перо Антич се очекува да биде разрешен на суд на 16 јуни. Интер во летниот преоден рок планира да направи значајни промени во играчкиот состав. Кошаркарската Евролига влегува во завршицата од групната фаза. Вчера се одигра неколку мечеви од групата Е и Ф, а денеска со одигрувањето на останатите дуели ќе бидат познати четвртфиналните двојки, односно нокаут мечевите. За сега се познати два пара кои ќе се борат за пласман на Final Four. На Мегдан ќе излезат екипите на ЦСКА, Москва и Панатанаикос и втората двојка е Фенербахче и бранител на титулата Макаби. Другите четвртфинални двојки ќе бидат познати по одигрувањето на вечерашните надпревари. А вчера беа постигнати следниви резултати. Во турското дерби Фенербахче Ефес 83-72, Уникаха Лаборал Кујче 93-84, Алба Макаби 64-73, Армани ЦСКА 79-88 и Црвена звезда Панатанаикос 69-68. Причината за проведувањето на Перо Антич во полициската станица е поради тоа што го бранел со играчот Сефалоша. Инцидентот се случил пред ноќниот клуб во Њујорк, во кој со нож беше избуден играчот на Индијана Крис Коуплинг, неговата свршеница и уште една жена. За време на настанот Антич и Сефалоша се наоѓале во непосредна близина, а биле уапсени поради попречување на службените лица во нивната работа. Целиот случај се очекува да биде разрешен на судското рочиште во Њујорк, кое е закажено за 16 јуни. Екипата на Интер ќе се обиде да го ангажира германскиот интернационалец Сами Кедира, пренесува италијанскиот весник Калчо Меркато.
Интер оваа лето планира да потроши многу пари за засилување на екипата, а како приоритет е доведувањето на Кедира. Калчо лигашот во борба за Кедира ќе има силна конкуренција во Манчестер Юнајтед, Арсенал и Шалке. Инаку екипата на Манчини веќе е во завршни разговори со Јаја Туре, на кого веќе му е понудено плата од 13 милиони евра на годишно ниво. Во оваа сезона познатиот тим игра катастрофално, па поради тие причини богатиот сопственик Токир се реши да го врати тимот на старите патеки. Времето во Македонија сончево и потопло. Во следните 2 дена времето ќе биде претежно сончево и релативно топло, што ќе овозможи интензивно топење на снежната покривка на планините. В недела кон крајот на денот ќе има известно зголемување на облачноста и услови за локална нестабилност, проследена со краткотраен локален дожд и со грмежи. Во почетокот на наредната недела ќе преовладува променливо облачно и малку посвежо време со повремени локални врнежи од дожд. Метео за североистокот. Топлото и сончево време конечно ја навести пролета во Куманово. Пролетните сончеви зраци ги намамија скоро сите, од најстарите до најмалите, да излезат и да се релаксираат покрај градскиот кеј и во парковите, искористувајќи го неработниот празничен ден. Со видеорепортажата забележана низ објективот на нашиот снимател Горан Кетановски, го завршуваме ова издание на Дневникот. Останете во добро празнично расположение со К3 телевизија. Пријатна вечер.